Со цел напредување на образованието на младите во земјава, најголемиот државен универзитет Свети Кирил и Методи годинава доделува над 290 целосни стипендии за бруцошите. На овој начин ќе се мотивираат идните студенти да бидат посветени на студиите и да се олеснат финансиските трошоци за образование. Универзитетот Кирил и Методи традиционално обезбедува стипендии за своите студенти. Ке ги спомнам прво стипендиите кои што УКИМ ги обезбедува од сопствени извори. Тоа се 240 стипендии, што значи за 10 најдобри студенти на секој од нашите факултети, обезбедуваме стипендија секоја година. Понатаму доделуваме меѓу 40 и 100 стипендии последниве неколку години од нашата фондација Атанас Близнаков, која се наоѓа во Соединетите Американски држави. Висината на стипендиите Атанас Близнаков се $2.500 годишно, значи по $250 месечно, во денарска противвредност, а се исплаќаат 10 месеци во текот на годината. Исто така би сакала да ја издвоам и стипендијата Константин Стојанов, која што е исто така наша фондација, ги доделуваме на студенти кои што студираат француски јазик и книжевност на факултетот Блаже Коневски при УКИМ. Тоа се стипендии обезбедени за прв, втори и трет циклус на студии за овие студенти, што значи колку студенти ќе се пријават и запишат на оваа студиска програма на Филолошкиот факултет и сите добиваат оваа стипендија во висина од 12.000 денари месечно. Посебно сакам да истакнам дека УКИМ се грижи за своите студенти и секоја година, веќе пета година поред, се грижи за студентите од еднородителски семејства, така што обезбедуваме по стипендија за по еден студент од секоја студиска програма на секој факултет секоја година да биде ослободен, односно плаќа половина од висината која што треба да ја плати за студирање. На тој начин обезбедуваме стипендии или финансирање на 720 студенти. Од оваа година универзитетот нуди и нови студентски програми, како што е програмата за дигитално земјоделие како интердисциплинарна студиска програма, која што ја спроведува Земјоделскиот факултет во соработка со Факултетот за компјутерско инженерство, како и неколку програми на англиски јазик кои што ќе привлечат повеќе странски студенти. До денешниот ден пријавени на сајтот на iKnow системот, каде што се пријавуваат електронски студентите кои што ќе се запишат на нашиот универзитет, пријавени се околу 4000 студенти. Најголем притисок и најголем број на пријавувања имаме практично во последните неколку дена пред затварање на уписите. На 23 факултети во составот на УКИМ годинава слободни се 9921 место за нови студенти, од кои 4761 за редовни студенти во државната квота, 4210 за редовни студенти кои ќе ги кофинансираат студиите и 950 места за вонредни студенти.